Премиерот Христијан Мицкоски денеска порача дека ликот и делото на Гоце Делчев треба да бидат водилка за тоа како понатаму да се гради заедничката татковина Македонија. На чествувањето по повод 154 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер. Мицкоски заедно со министерот за култура Зоран Љутков и министерката за образование и наука Весна Јаневска положи свежо цвеќе на вечното почивалиште на Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Денес го одбележуваме раѓањето на македонскиот великан Гоце Делчев, човек кој остави нераскинлива трага. Се сеќаваме на неговото дело што го направи не само за македонскиот народ, туку за Македонија како држава и за сите граѓани. Неговата борба за независна македонска држава во срцето на Балканот е епска, изјави Мицкоски. Тој потсети дека Делчев прерано го загубил животот на 31 годишна возраст, но дека неговите идеали за македонската држава остануваат трајна инспирација. Уште еднаш да се споменеме за неговиот лик и дело, тоа нека ни биде пример како понатаму да ја градиме нашата заедничка татковина, порача премиерот. По повод годишнината се огласи лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче, кој во порака до јавноста истакна дека Гоце Делчев е еден од визионерите што ги поставиле темелите на македонската државотворност. Неговата порака за светот како поле за културен надпревар на народите и денес е јасен повик дека Македонија мора да оди напред кон модерна, просперитетна и европска држава, порача Филипче. Министерот за здравство Азир Алиу денеска на пресконференција го промовираше новиот модул за електронска евиденција на хирушки интервенции, со кои граѓаните на јавен портал можат да ги видат листите на закажаните интервенции во јавните здравствени установи. Прв пат воспоставуваме ред и јасен протокол на транспарентен начин да се води електронска евиденција на закажаните интервенции. Целта е секој пациент да ја добие услугата по принципот прв дојден, прв услужен. Порталот овозможува пребарување и приказ на податоци преку повеќе параметри за да биде корисен и за граѓаните и за креаторите на политики, изјави министерот Алиу. На порталот корисниците можат да пребаруваат по специјалност на лекар, тип на хирушка интервенција, јавна здравствена установа, лекар специјалист и број на пациенти кои чекаат. Министерот истакна дека досега евиденцијата се водела преку системот Мој термин со издавање на упати, болнички упат за операција, но утврдени се недоследности. Дел од установите и лекарите користеле друг тип упати или хартиени листи, а упатите не се издавале веднаш по утврдување на потребата за операција. До јавните здравствени установи веќе се испратени поединечни известувања со податоци од спроведената анализа. На установите е посочено дали и колку се разликува бројот на извршени интервенции со бројот на реализирани упати во системот Мој термин. Со ова ја унапредуваме транспарентноста, овозможуваме реално мерење на времето на чекање, подобро планирање и примена на европските практики во оваа област, заклучи Алиу. Во текот на вчерашниот ден, 3 февруари 2026 година, преку системот Безбеден град констатирани се вкупно 650 сообраќајни прекршоци, соопшти Министерството за внатрешни работи. Од вкупниот број прекршоци, 36 се однесуваат на минување на црвено светло, 590 на возење со брзина поголема од дозволената, 24 на нерегистрирани возила. Воедно изречени се 61 забрана за управување на моторно возило. МВР апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, со цел да се обезбеди безбеден сообраќај на територијата на целата држава. Во Абу Даби денеска започна вториот круг мировни преговори меѓу Украина и Русија со посредство на Соединетите Американски држави. Трилатералните средби во кои учествуваат тимови од Киев, Москва и Вашингтон имаат за цел да најдат излез од 4-годишниот конфликт. Главниот украински преговарач Рустем Умеров потврди дека преговорите се започнати, дека тимовите ќе работат во одвоени групи на специфични теми пред финалното усогласување на ставовите.
Овие средби се дел од дипломатската иницијатива на администрацијата на Доналд Трамп, која го поттикнува диалогот меѓу двете страни за постигнување компромиси и завршување на војната, која започна во февруари 2022 година. Катастрофално невреме денеска го погоди Иберискиот полуостров, при што најсилно удри врз Андалузија. Повеќе од 3500 луѓе беа евакуирани од своите домови, училиштата се затворени, автобуските и железничките линии привремено се во прекин. Регионите се соочуваат со обилни поплави и прекин на инфраструктурата. Најкритична е состојбата во Кадис и Гразалема, каде што се пријавени повредени лица при уривање на куќи. Реките се излеваат, а во Гранада делот мост е урнат, оставајќи десетици домаќинства целосно отсечени. Министерката за одбрана Маргарита Роблес соопшти дека армијата и специјалните воени единици за итни случаи се на терен за да помогнат во евакуација на граѓаните и испомпување на водата од поплавените улици. Шпанските власти предупредуваат дека денот ќе биде долг и загрижувачки со можност за дополнителни евакуации. Имплементацијата на законот за заштита од пушење од 1 март ги става малите трговци во сериозна финансиска и организацијска криза. Дуќанџите, собствениците на маркети и трафики се соочуваат со обврска во рекордно краток рок да го променат целиот начин на изложување и чување на тутунските производи. Во спротивно следуваат казни кои достигнуваат и до 5000 евра. Што точно бара законот? Со новите одредби се забранува изложување на цигари и други тутунски и никотински производи во продажниот простор. Тие мора да се чуваат во затворени шкафови без надворешно осветлување во неутрални бои, така поставени што производите нема да бидат визуелно достапни за потрошувачите, ниту кога шкафовите се отворени. Трговците предупредуваат дека неодамна инвестирале во витрини, безбедносни системи и брендирана опрема, најчесто со кредити и задолжувања. Со новиот закон тие инвестиции практично стануваат безвредни. Дополнителен проблем се и важните договори со дистрибутерите кои предвидуваат изложеност на производите во објектите, обврска што со новиот закон станува невозможна. Казни до 5000 евра. Одговорните лица во маркетите ќе плаќаат од 1500 до 2000 евра казна, а правните лица од 2000 до 5000 евра во зависност од големината на фирмата. За малите семејни бизниси ова не е само казна, туку реална закана за опстанок. Истопанската комора предупреди дека директно ќе бидат засегнати околу 4000 малопродажни објекти. Дополнително трговците укажуваат дека е физички невозможно во толку краток период да се набави и монтира специјална опрема, особено поради недореченостите во законот за изгледот на шкафовите и кутиите. Трговците не го оспоруваат јавното здравје како цел, туку начинот и рокот на спроведување. Без реален преоден период, јасни технички стандарди и финансиска проценка на последиците, новиот закон ризикува да ја префрли цената на реформата врз најслабите малите дуќани. Законот може да ја штити јавноста од пушењето, но ако не се коригира неговата примена, директно ќе ги затвори малите бизниси.